ти кажав дека сакам да правиме епизода на тема зошто тренираме втор дел. Искрено, тоа ми е одлична побуда. Прво што е интересно да се навратиме, затоа што ако не си приметил, скоро година дена помина. Првенецот. Така да интересно е и сами лично да се навратиме на патешествието, да не случајно и на личен план ни се смениле причините. За мене да, 100% и многу длабоко имам размислувано на некои ствари по повод некои околности у мојот живот последниве неколку месеци. Мотивиран од таа моја промена, не промена, realization, сваќање, реализација, ме интересираше дали... Се просветло. Да речеме. Ме интересираше дали и како и кај тебе се има променето, можеби ставот и доживувањето на зошто тренираме. Се има. Не ми е решен уште насловот на епизодата. Ако случајно решам да ја крстам религија на спорт, не се летајте кога ќе прочитате тоа сликчето, ќе стане јасно на што точно мислам. А може би ќе биде и зошто вежбаме парт 2. А може и ќе биде зошто вежбаме дел 2. Па негде понатака. Ама битно ја може и натака фатам некој овакво. Така да имаш ли воопшто забележано од, па макар и толку скоро, од минатиот пат кога зборевме зошто вежбаме, до сега промена внатрешна на зошто се уште вежбаш и тренираш? Нели? Кога ми кажа зошто вежбаме парт 2 дека сакаш, опа. Ти реков наметни ми го, Дај ми време. за да морам да размислам. Зашто спротивно ќе сакаш ли да, си лети тоа и не го размислам свесно. А вака нели ти реков, готово таа е темата, првата за овој циклус. И размишлям цело време, ти кажав и ги слушам подкасти, ми лета паметот на страна, за ова мислев 10 минути, па ќе се вратаме и чекам малце. Да покопам, да почепкам нели подлабоко и мене ми излезе малце иднака филозофско отиде причина. Мора, знам. Али изгледа што подлабоко копаш, поднатаму и оди суштината и не знам некоја причина што е поголема од нас, да речам. По дефиниција длабочина тоа значи. Да. И нели еве размишлявме, тоест јас 10 дена и вежбам покрај, ајде ќе ги наброиме од првата епизода психофизичко здравје, олеснување на остатокот од животот и секојдневните физички обврски, нели, ако се расипе лифтот и слично, ги набројавме. Кој не е гледал прва епизода, све имате таму. Мал пред оваа прикоил. Прва ли е таа? Прва. Зошто вежбам? Прва. Да. Зашто вежбаме или зашто тренираме? Зошто вежбам? Што тренираме е многу специфично. Да. Вежбање. И нели тоаш набројував сум вежбал за кошарка, сум вежбал за ова, и све било специфично, ама никад не сум размислил подлабоко, не сум размислил. И кога се деси со маратонов целава ситуација, а пред тоа имаше и со Тара една ситуација, Tribalion Obstacle Course Race во Србија, приметувам како ќе се пријавам ја нека ваква глупост, само еден ми треба со мене, и се налепуваат уште луѓе. И сега идам и чекор назад, уствари, сега причината за која вежбам е, што не сум бил свесен, е овие физички предизвици, нели ја викам луди глупости, што ќе ни текна, ај маратон да истрчаме, ајде, од тој аспект. У старт телото ми е спремно да отпочне припреми за физичката глупост која следи. Добро. Без разлика која е да е, дали е маратон или whatever. И една од причините назад е константно тренирам или вежбам 5 пати неделно, за телото константно да ми е во форма, значи stay ready оној момент, да остане спремно. Ке ни блицне, слушај има, сега будали индијанците ме терат half Ironman да правиме, например.
Природен нареден чек. Не е моја идеја, Ке али биде? ми се прави притисок. Еве сега, ајде, тоа half Ке Ironman. ти биде полесно од маратон. Али отам потом. Нема везе, ќе дојдеме до тоа некогаш. И за тоа ќе има епизода. Да. Сега, не може half Ironman некој да му текне што не направил ни half маратон. Да. Сега, припремата ми е да останам спремен да ќе дојде повикот од индијанците или од било кој, да можам да одговорам. Следмено, после тоа е откако ќе се одлучам јас на некој тип на ваков предизвик, дали дека сум тренер па у клубот кај мене луѓе се вртат према мене, можеби ротираат у тој смер, у тој смисол. Јас се пријавам за маратон, 8 трчаме со се мене. Маратон цел. Лани не се пријавам на маратон, 0 трчаат на маратон. Да. На 20 кет трчавме 4-5 души. Не е бит. Годинава се пријавам на маратон. Петките од лани се апгредаат на 20 кецови. Да, ми кажа, да. 20 кецовите добар дел се апгредаат на цел маратон. Сега, што е она пофилозофското што ти реков, што ми текна. Јас со моите подвизи што ги правиме нели еве ќе истрчаме маратон, паралелно делува позитивно промената на другиве луѓе што доаѓаат у сала. А не ти е тоа целта. А не ми е тоа целта. Нити мотивот. Воопшто. Само го имаш забележано како резултат. Скроз несвесно се случува. Да. Скроз несвесно. Се склапа тип на екипа некоја што ајде влечки па трчаат момци со нас, не знам, знаеш да не е многу, пријави се на 20 кет. 20 кет, па ајде, важа, ќе трчате. И толку му треба. И толку му треба. И Жаре влагал жаре некој од групата што трчаме. Знаеш, имаме група на Вибер маратонци што се вика и таму се куца константно, мислиш ли дека можеме, нешто му треба некојаш поддршка едноставно. Да бе, можеш, мал пуш. Да. И сега оноа е зашто вежбам, сум вежбал за да се кросфит, сум се спремал за ова, здравието, ајде тоа по дефолт више доја. Да. Не треба да го кажувам тоа више, али иако ќе биде некоја расипана трака, зашто да, за здравието е. За менталното здравје многу важно денешен период, кај што сите се онлайн, ама се исклучени некако. И треба оној вентил и мислам дека физичката работа или физичката активност еднакво вежбање го дава тој вентил многу убаво, особено кросфит. Ја за мојата ќе се зборам. Endurance делот супер, одлично се осеќаш, runners high, све тоа постои, не викам не. Ама откако завршивме, истрчавме бидна све крај, влагам у сала и сваќам дека не е целото тоа, еден дел. Ме разбираш, само е како една гранка у целото дрво. Ми фала теговите, ми фали скокови, брпис. Не се исполнувачко. Не. За да доисполниш, мора и ова го правиш. Па мора. Кросфит ми она целото и е некоја платформа што ми дава да залутам на лево на кривина. Тара, чекај малце се. Значи, иако си толку години, си поистоветуваш со кросфит, ти требаше друга дешавка за да ти покаже уште повеќе баш колку кросфитот е важен, колку е легитимен. Тебе. Само потврда. Не општо за тебе за лично. За мене колку е легитимен онака. Ти дава, од тие штом кажуваш дека те исполнува, значи влагаш во оние живото значење ти дава. Апсолутно. Покрај тоа што ми е професија. Знаеш, на еден начин тоа е очигледно, као даде, ти си кросфит човекот, кој? Ама од друга страна и ти самиот после нешто такво, кога ќе се вратиш на кросфитот, гледаш као уште една конфирмација, нема тоа што на правиот пат сум. Да. Фала на потврдата, толку. Али ова ми дава да можам и таму. Значи, чек, се ти кажа неколку ствари. Да, тоа сака ви извина кажам, дали е погрешно што може би се и повеќе, нема погрешно правилно тука. Тама работа. Не сме не испрашувани. Ја ти реков, мене твоето лично ме интересира. Повеќе причини се кои константно евалуираат и не секогаш е истата во преден план. Може има смисла ова што го кажувам. Да бе, да. Сваќаш? Значи еднаш ми е да можам да правам
глупост, некој ендюранс. Да. Трчаме, не знам, маратон пример. Завршило тоа, се враќаме назад. Сега не е примерен маратонот, не трчаме, више не се спремам за маратон. Сега ми фалат теговите. Ослабев. Сакам да качам малце маса. Ми си сушија мускулите колкото. Симнав 4-5 кила, не сакајки. Аха. Сега сакам да вратам на мускулите, ми фалат, знаеш, ми фали тегови, ми фалат. После долго време со стотка чучев. Знаеш, онака ми кам било пичко, ми фали шолдер прес, гураш тешко ти е, па воспален склекови диамант со бицепс имало финиш. Леле, јако е. И она упалата ми фалеше, знаеш. Сега па ми се врти натаму она стара љубов, још ја волим. Првата љубов, кросфитот сега ми е Ама ми се врати како она стара. раскажуваш овоа, ја го визуализирам како на различни рамнини, како на различни нивоа. Преска збореше за пример, за мотивација, за нешто што е вон тебе, Што е поголемо од мене. и тоа како да е на некое друго ниво. Ова ниво е повеќе не е Не е пониско. себично, полично. Друго е, да. Лично е, персонално за мене. Она. Да, што тебе те исполнува. Што мене ми дава кросфитот, а што давам јас преку кросфитот на другите е прво. Двете постојат у исто време. Ти не џабе викаш еднаш е едното, еднаш е друго. Не, и двете постојат, само постојат во различна димензија, во различно на Се различно активира ниво. едното кога ќе се пријавиме, се пријавува други, па кога нема ивент, може тој иде у заден план. Ама што е А ова ново, е тоа новото ниво. Да. Порано не постоело. Или може би постоело, ама не си бил свесен Не за сум бил тоа. свесен, сум приметил и ми е било гајле искрено у тој момент зашто сум се спремал ја за такмичење. Ако те прашал некој зошто тренираш, нема ти текне за да бидам пример. Не. Така. За се спремам, имам Значи тоа е, значи, тоа ти е ново. Тоа ми е ново. Тоа ти е ново. Што ме натера да прочепкам, за тој ти реков филозофско е малце по големо од мене. Да. Не е за кејф, не е за поубави гради, за мускули, за перформанс. Што значи пештерите кај што и моето размислување забега држи вода, затоа што има на некои моменти НЗС со ова што го кажа ти. Од аспект на конекција со нешто вон тебе, нешто поголемо од тебе, за други пример, знаеш. Leading by example, буквално. Ај ти знаеш, ама тие што не гледат и слушаат може не знаат, последниве неколку месеци, заради некои работни околности, јас често патувам у странство. И ова е можеби првиот период у мојот живот кај што се случува да ја имам периоди без тренинг од 4, 5, 6 дена, например, поред. Умаш. Тоа се нема случувано. Мислам, ако сум планирал одмор, тоа е друго. Ама не дај Боже повреда. немам цел, немам трка, немам таргет некој, немам ни конкретен спорт. Мислам, возам секојаш возам, ама немам структура, немам периодизација, немам, значи ова се ретки, може еднаш после Ironman да сум бил у таква ситуација, ама и тогаш било плански. Ова е поише животни околности така се погодија, да едноставно ми е дури ми е глупо да кажам у втор план, Срце не дава. не дава, ама од аспект на колку сум редовен со тренинг, се случува тоа. И ми е новолти. Ново ми е. Off topic, прво, колку е нефер што можеш да си 30 години спортист и 3 дена 4 тренинг нема да направам, мозокот ми се враќа 20 години. Многу незахвално. Значи, готово. Заборавам како сум станувал у 6 да тренирам. Заборавам како личало тоа 3-4 дена. да имаш мотивација да станеш у 6 одма пун со елан да лупаш нешто да 4 дена. 4 дена без тренинг и ја готово онаков сум. Одма зашто да не правам? Одма гласот. Колку е тоа нефер, значи тоа на страна. Свесноста ти е голема, тука знаеш што треба. Свесноста ми е голема, дури само изненаден сум, зашто
не паднав у депресија, зашто не ме депримираше. Ама не можам да не размислувам и се фатив така, јеби га 2-3 месеца така терам. И ама сепак се терам. Се натерувам со сила да излезам, ќе наодам, ќе отидам. Возев 2-3 пати, трчав 2-3 пати, физички не приметувам некоја голема мајка. Не знам, па извозев 5 сата, 6, па истрчав трейл ран, правев 3 сата, после 10 години немав така трчано. Ама сваќам дека не го правам тоа за здравје, не го правам за ментал бенефит, не го правам за некој си допамин, не го правам од што ми е навика, очигледно ја изгубив навиката, толку 4 дена без тренинг и ја изгубив навиката, да земеш се убиеш. Така ти личи. И се изненадувам зошто не чувствувам анксиозност во врска со тоа. Порано, кога ќе нема, а може ти се уште го осеќаш тоа, дали анксиозност или некоја грижа на совест, кога ќе се фатиш да не направиш тренинг, бар ја запаѓам у такви, порано сум запаѓал у такви мисли, ете сега, губам фитнес, еве сега ми, не знам, подалеку сум од целта, или некоја си... Затоа што си имал цел, а сега немаш. Да, ама во исто време не се осеќам изгубен. Во исто време не се осеќам дека лутам и почињам да барам што е тоа. Зошто не се осеќаш? Зошто немам зошто осеќам мир? Зошто осеќам баш така некакво мир дека и верба ќе биде. It's gonna be okay. Такво ми е. Буквално онакво верба, it's gonna be okay, ама не знам на што се на што се базира. 30 годишна залиха сати од тренинг. И тука изгледа многу ствари ми кликна и затоа имам тука некои рандом мисли и сега ќе се повикам на трпението на гледачите и на тебе, затоа што ќе се сега уживо ќе се обидам да врзам мисли во некаква концизност. Отинаку се нафрлани и сами од сега, ова е еден вид исповед или еден вид може би и покана до други да споделат кои што се може би во некое слично сознание. Ај тебе ќе те прашам одма. Што би сакал да постои дури и тебе да те нема веќе? Ќе ти дадам време да размислиш. Од аспект на? Да ти дадам контекст и перспектив. Ја ќе дадам моје размислување и одговор и тоа ќе ти даде тебе време. Ова прашање често се користи кога некој бара смисла на животот или што ти е, зашто си ти тука, да си ја најдеш твојата цел, мисија. И луѓе што се така малку изгубени, тоа е прво нешто што ги прашуваат. И скоро на сите, најверојатно, обавезно ќе им дое некаква фамилиарна врска. Тука ќе ти биде рамката на размислувањето. Значи сакам човек да остане, мајка, татко, керка, син. Тоа е како следствено логички. Мене они нека остане. Што би сакал да продолжи да постои ако тебе веќе те нема? Керка ми. Така е. Толку крај, друго не ме интересира. Ти размислувај уште, затоа што ти си сега во уникатна ситуација за мене, ти немаш керка,
Така да тоа не може да ти е дефолт прв одговор. Ама, тоа на страна, некако неважачко, туку како примарно, окей, порано низ историјата, одговор на тоа прашање, а може би и денес се уште во некои делови од светот, може да биде држава. Луѓе гинеле за држава. За империја, да. Луѓе гинеле за богови. Така е. Луѓе гинеле за идеали. идеали. Така што и тоа влага како рамка на За нив тоа е на поголемо од можни нив. одговори. Зошто е ова многу важно? Затоа што тоа е портата кон која можеш да увидиш што тебе во твојот живот има нешто што значи повеќе од тебе. Поважно е од себе си. До толку ти е важно што ја ќе умрам, ама тоа сакам да продолжи. И тоа се секакви идеали. Ја како од пушка усред таков тренинг кој што тренирав без структура, после пауза од 6 дена возам у Австрија, Рандом е. тотално рандом, ми доаѓа ова прашање и како од пушка, освен керка, спорт. Тоа ми текна. Не го мислев. Тоа ми дојде, ама спорт како идеалот спорт, како Бенефитот. таа сфера од животот на човекот како битие. Најважната споредна работа. До толку ми е важна и до толку забегав во важности и во значение во животот, што Сите ќе тестови ги одбивам да помина. кажувам споредна. Не е споредна, примарна е. На ниво на религија. На ниво на религија, и тука после ќе продолжам зашто, затоа што сакам и тебе да ти дам простор. Ама моето зошто во тој момент се олицетвори во тоа. За да кога ќе ме нема мене, да продолжи да постои спорт. Јас се осетив како една мала капка од океанот, но важна како и секоја друга капка, која што ако ја нема, океанот ќе ја нема, како и секое друго мало човече и битие што спортува и заедно придонесуваме да активноста спорт во човештвото на оваа планета постои, ја се најдов дека моето зошто е сеа тоа. И тоа ми направи мир. Мир во душата. Да немам анксиозност затоа што немам трка кон која што треба да се стремам. Ова е можеби прв или втор пат у живот да тренирам без цел. Претходно сум бил анксиозен. Сум чекал, сум си го наметнал себе си. Демек една сезона без трка. Овој пат не, овој пат како да веќе не ми треба. И во таа смисла сакав да ти кажам, значи мир и верба, it's gonna be okay. Се додека јас во мојот живот одделувам доволно важност во participation, во директно учество во идеалот и концептот наречен спорт, јас сум среќен и тоа е мојот удел да спорт постои иако ме нема мене. И сега ти што ќе одговориш на тоа прашање? Еве веќе една година го правиме тоа активно. Зашо ајде да објаснам. Сега и ова и мене лайв ги терам мисливе со прашањава. Нели сега е главно лива легаси.
популарни терминологии, нели, да оставиш нешто за себе. лив, Да оставиш како е како легаси, наследство. како наследство, ама не наследство у пари, него остави белег, да оставиш белег. Оставштина. Така. Белек уствари. Дедо ми беше голем човек, да кажам. Правеше Јасно, тоа, јасно. тоа и тоа и да, дедо му на жадна, како да се вика детето да здрави. Правеше големи работи, те зборат генерациите, памтат и го памтат името на некој начин. Подкастиве се многу добра работа за идните генерации, правнуци, правнуци, здравје да постои YouTube платформи веќе шидат наши епизоди. И дај Боже да снимаме и да тераме и да живееме, нели? Да сме живи 600 години и да трае целата приказна. Што повеќе епизоди снимаме, со секоја една епизода сме капка во океанот Во легаси. епизоди на нашиот си легаси. Зашто утре, сега, ја, дедо ми, едниот умрел ја 96-97 година, јас сум имал 6 години, не знам каков човек бил. Аха. Не го познавам. Памтам дедо ми тоа 5-6 години, колку памтиш? Со ова што го правиме ние, не треба да те памти. 4 генерации од сега. Стварно, бе. Може да пушти само. Ви овој што зборал тресал го, не и си управо бил или не бил или контра ќе би не бит. Ама од тебе лично, од твојата уста гледа на екран како излегуваат зборови, како ти си размислувал. И не треба, ако порано требало да напишеш книга, сега не треба да напишеш книга, и една била, ќе ја напише некој и дедо ми книга. Сега ја здрави ќе имаме Браво, илјадници бе. епизоди, теми, ќе може од секој аспект да видат како размислиш. Преубаво. Тоа е нешто што и верувам дека ќе остане, зашто не зависи од мене и тебе, ако некој не ги избришали. YouTube Значи, здраве тоа да ти дое постои. прво кога те прашав. Тоа ми дое прво, зашто ова ми е старо, зашто јас сакам да имам подкаст. Зашто сум сакал, сега имам. Едно од тие. Второ што сакам да зборам на овие теми. Да. И ама една од причините е таа, и тоа ми блисна прво. Да. Мене ќе ме нема, сакам епизодиве да останат. За утре ќе му прифалиш на некој, ќе пушти, Да. ќе те види, ќе се насме, ќе заплаче една друга, ама има од тебе, те гледа, а сати како разговараш и збориш. И си прилично жив на тие видеа. Преубаво е. Оти се ставам на место на гледач на други подкасти. Ти се осеќаш дека се познаваш со Џо Роган. Мгм. Јас се осеќам дека имам разговарано со Ендрю Хјуберман. Често пати викам, леле, само нема да умре. Лекс Фридман. Не сакам да литератија. престанат нови Јас епизоди. се осеќам како да имам разговарано со тие луѓе. Да бе. Знаеш Што како значи ги вика, некој нареден наш потомок, слушајќи на нас, ќе Ќе те има запознае. чувство дека разговара со нас. зашто колку можеш да фејкаш ти за овие работи? Ова е долга форма разговор. Имаме, еве, колку епизоди има? 30, колку немам појма. Колку се Колку? ближиме на 40? Нека 40. По саат време. може и да е 4 појма. Еве саат време нека е про 40 сати има од тебе и мене како директно разговараме или директно слушаме некој Стварно, гост. па ја книги читам за 5. Да. Има 40 до сега. Здравје тогаш ќе има илјадници сати. Да. Како ќе фејкаш, ќе глумиш 1000, не сме глумци ни од кај да знам. Тој е човекот, ме разбираш? Затоа се запознаваш. Лекс Фридман, знаеш како ги вика? My best friend that I never најдобриот пријател што никогаш Да. не сум го упознал и него му е многу јако што е светски познат и со најдобриот пријател што му е Џордан Питерсон, Да. му е Џо Роган Да. и седнува ги вика кај нив и Мм. разговара со нив. Таков тип на луѓе, ме разбираш? Он ја има таа среќа здрави ние. Добро, оваа реализација како ти прави да се осеќаш? Знаејќи дека учествуваш во нешто, Па спокој, мир. да, Мир на ти е душата, па да. немаш, Ќе умрам утре, не дај Боже, барем 40 сата од мене на интернет има. не се замараш со What ifs? неизвестност во иднината. Се дека го правиш тоа што сега у моментот го правиш, Да. ти си окей. И си придонесуваш во нешто Секој епизод е капка во поголемо океанот. од себе. Сега, зошто јас сметам дека ова е дури и уште поважно и повлијателно и поголемо од тоа што го збориме,
и таа врска со религија што ја спомнав на почетокот може и јас сум таков малце и премногу размислувам, може би и барам премногу значение во работи што не треба толкова бараш, ама посметам и дека не, затоа што не измислувам ништо ново, ме заинтересирува и читам многу. И кога читам, само пронаоѓам стотици, ако не и илјадници други примери на луѓе што размислувале на истото. Многу попаметни од мене, во многу различни времиња од светот и човештвото, што автоматски ги става во различни перспективи. И сега ти ако најдеш НЗС во филозофските размислувања на некој од пред 3000 години, 1000 години и сега, значи има нешто тука. Особено овие Маркус Аурелиус, Да. мудрости. Значи не е наивно, не е мало и е ненормално важно и не одвоив дел од нашите животи. И ова е сам лично, пак на еден вид лична исповед. Ја многу размислувам на тема религија, ама не црква, и повеќе како зошто фали? Како да ај малце повеќе контексти. Како зошто фали? Како зошто фали? Глеј, јас сум прилично валјда пораснат или така учен или така низ образовните системи поминат, според филозофски видувања материјалистичко, детерминистички обучуван, значи научнички. Што мислам дека е и резултат на современото време. Арно ама, и многу луѓе така размислуваат, гледам од обзервација, гледам дека многу луѓе размислуваат така и сметам дека како резултат на таквите размислувања, инсистирање на научни факти, инсистирање на пропозициско знаење како примарно и единствено и најважен вид на знаење. Демек, знам што е чаша или знам што е компјутер и научно сега ќе објаснувам што е компјутер, што е чип, што е вака, и тоа е примарно и нема што поише да знаеме. Ама има други видови на знаење. Ќе да објаснам. Сметам дека затоа што луѓе во денешно време многу вредност даваат на таков вид на размислување, заради тоа полека религија паѓа во сенка. Во било каква форма, не навлагам во која форма религија, црква, будистички, теистички, нетеистички, колекцијата на ритуали кои што постоеле илјадници години исполнувале некаква дупка во животите на луѓето и давале значение во животите на луѓето, полека го снемува тоа и полека луѓето ја имаат таа дупка и не знаат од каде, и осеќаат, има зголемен број на депресии, зголемен број на анксиозност, се е тоа менталното здравје, кризира, епидемија, сегде ово оно и луѓе се чудат зошто и како. Јас не е моја идеја ова, јас се согласувам со други филозофи дека дел од причината е затоа што колекцијата на ритуали што го пополнувала тоа, полека паѓа у сенка како резултат од давање премногу фокус на физичко, материјалистичко познавање на нештата. А не нешто пограќе од нас и Да. што не можеш да го видиш. Практични прашања што одма ќе ти стане јасно за што зборам, а и за сите што не слушаат, ти осеќам како веќе ја губам публикава,
Каде одиш за информација? Google. Google. Каде одиш за знаење? YouTube, подкаст, Audible, Така, книги. одлично. И во различни епохи тоа се Различен менало. начин се консумира. Така, медиумот е различен. Каде одиш за мудрост? Не одиш. Тоа е дупката. Зошто е тоа дупка? Затоа што додека религијата и пак не црква, колекцијата на ритуали што луѓето во животите ја имале како секојдневие, била таа кај што оделе за добивање мудрост. Или сега одиш кај стари филозофи и стари мудреци. Нема нови. Джорджи Ми Джордан Питерсон. Така. Сега што е мудрост? Зошто и by the way, не е религија единствениот начин како се доаѓа до мудрост. Има и други начини како се доаѓа до мудрост, но постои но е начин. Нема исклучок, нема религиозен човек што сериозно се посветил на религиозните ритуали што не е мудар. Ама збориме сериозно. И сега кои се тие, која е поентата на тие ритуали? Тие се тие различни видови на знаење на нешто. Тоа првото е propositional, пропозициски. Тоа е да знаеш за нештата. Знаеш за работите, знаеш за постоењето на компјутерите, знаеш евентуално како се направени, ама ти што ако или знаеш за точак, или знаеш за тек. Знаеш што е тек, знаеш од што е направен, Зашо се користи? се подпираш на научни факти, да, ова е измерено толку грама, не ме интересира Господ, карикирам тука, ама се подпираш на тој прв левел на пропозициско знаење. Факти, теорија, знаење, го знам. Нареден вид, наредно ниво, наредна димензија на знаење е процедурално знаење. А тоа е како да правиш нешто. Значи, јас знам за точакот, ама тоа знаење за точакот не е исто со знаење да возам точак. Знаење за тегот не е исто што и знаење да го кренеш тегот. Тоа е вештина. Процедурално знаење нема теорија. Така. И затоа Или можеш или не можеш. И затоа го викаме теорија и пракса. Така. Едно е теорија, друго е пракса. Пракса No bullshit. нема учење пракса. Пракса е практикувај и ќе знаеш. Ќе сгрешиш, ќе научиш. Практикувај една година, ќе знаеш волку, Баш. покажувам малку за тие што не слушате. Практикувај цел живот, ќе знаеш многу. Што знаеш? Не знаеме, ама важно знаеш дека знаеш повеќе од колку што си знаел кога си го практикувал една година. Тоа е второ ниво на вид на знаење, на knowing. После имаш перспективно знаење. Како да го перципираш светот? А искуство претпоставам. Perfection. Браво. Колку убав соговорник си. Тоа е способност да разбираш, да конципираш различни перспективи. И тоа е многу важно за да не си подложен на лажења, на булшитинг. Ја разбирам оваа перспектива, ја разбирам твојата перспектива и имам доволен рацио да резонирам и да сватам што е релевантно за да има некаква прагматична корист од нашата интеракција. Оти ако не ја разбирам твојата перспектива и ти збориш едно, јас зборам од мојата перспектива, ќе се разидуваме
И ти ќе си урлаш у празно, и ја ќе си урлам у празно, Нема да и се ништо разбереме. нема да направиме. Дали ова ти е веќе познато за многу ствари у денешниот свет? Како не? Кога се групираат Идеологии. многу, да, се групираат многу тесно затворени групи на Црно и бело, на нема си. идеолошки размислувања, и луѓето губат способност, не може ни да конципира дека тој спроти него едноставно размислува од различна перспектива. Тоа значи they marry their ideas, се женат мажат со идеите. Да, да. Ама И не признаваат дека, односно не можат самите дали да прифатат да признаат дека некогаш некој може да ти го смени мислењето, да кажеш види бе, стварно Да. не било така да. да бе, да. Ама да признаеш дека не било така. Тоа е Тоа е тоа што не се случува у ова што го збориш. да, и нема зборови како да се објасни теоријата на ова. Кои се механизмите за како функционира во Open-mindedness, свеста? како Сакаш как не можеш ти научно да седнеш со научни методи да ги објасниш принципите на функционирањето на перспективното знаење. Сакаш не постои нема формула низа чиста, на нема. функции како се доаѓа. Не, тоа Нема е формула, нема рецепт, секој е Ама различен. секој знае дека постои затоа што го искусил. И има четврто ниво на знаење, а тоа е participatory, директно искуствено. Тоа е кога си Кога учиш од својата грешка. буквално, значи си во директна релација со светот, со универзумот, со природата, со нешто, со арената, така во филозофските круги, тоа се вика agent arena relationship, значи сооднос помеѓу агентот, ние, и природата, универзумот како што ние ја проектираме, и реалноста, и тоа е кога чувствуваш дека си дел од нешто. И тоа е не можеш да го објасниш со зборови. Секој, се надевам, секој на еден или друг начин го осетил, ама не може да го опише. Чувство на учество, на релации, на конекции, тоа е директно искуствено знаење. Како знаеш, Никој- I just know. Да, Знам. никој не може да знае како ти се осеќаш при перфектно извршен снеч. Ама ти знаеш како е да го осетиш тоа. Не само тоа. Знаеш кое е чувството, знаеш кое е и чувството кога го осеќаш актот на перфектниот снеч. Затоа што директно учествуваш во тој ритуал што си го повторил бесконечно пати за да го осетиш. Сите претходни 4 Перфектниот овие што ги снеч. наброја. Тука е спортот религија. Во време кога заради занемарување на овие различни нивоа на знаење и заради одредени ситуации на денешното време, Модерното живење. модерното живење се дава премногу фокус на првото и второто вид на знаење Се учи од наслови, а не се чита целиот чланак. и полека се губат местата и социолошките обкружувања, на пример, порано се идело, да речеме, во храм, селото оди во храм, чувство на заедница, правејки нешто заедно, не еднаш, не месеци, Ритуали. животи. Ти си резултат од татко ти и мајка ти и твоите деца, и сите заедно знаете дека сте го правеле ова, и тоа не се објаснува со зборови каква исполнителност на животите давало, и прашањето има ли поента животот, на таков човек му нема поента.
Затоа што он има значење. Го правам. Јас, учествувајќи во ова, го правам значењето. И твоето прашање не резонира, не знам што прашуваш. Тоа прашање само сега има. Кога има кризи на значење, и тоа е, by the way, општ феномен современ, филозофи размислуваат на тоа, дека моментално постои meaning crisis, значи криза на значење. Кај луѓето in general? Кај луѓето in general. И јас верувам дека е тоа голем дел заради ствариве што ги набројав. Значи, полека губење на сферите во животот кај што обично луѓето одат за мудрост, а мудрост е сето ова заедно. Теориско знаење, пракса, рационалност, да разликуваш перспективи, добри, лоши, заедно и директно учествување во живењето што дава некакво значење. Ритуалство, нешто што мора да е ритуалско, не може да е инерција, Зашто толку многу луѓе денес без поента им е работата? Нормално. Што поента има у канцеларија, бе? Ако имаш Не треба таму да е поентата. цел за да мора у канцеларија, ама ако си на шалтеру банка, мојата хорор филм, без Така. навреда за банкарите. Ама ако прашаш столар, него тоа прашање му нема поента, што Да. збориш, како еве, исполнет сум. Да. Ако прашаш спортист, во актот на спортувањето, сваќаш и за тоа, во тие моменти кога јас си одговорив на прашањето, кога го увидов тој мир и таа верба дека се ќе биде во ред, е за тоа што го увидов тоа, дека јас, учествувајќи повеќе од 30 години во ритуал секој дневен, од милион различни перспективи, низ милион различни животни искуства, високи, ниски, кризи, предизвици, елан, агонија, си цел спектар на животни емоции. Јас сум го креирал значењето и сум придонел во нешто поголемо од себе. И од тој аспект, тоа е комплетна паралела на се што представувала религијата низ историјата. Што давала религија? Структура, пат јасен и како се живее живот, односно пат да структура. Идеш недела у црква ако си христијанин, не лажи, не кради, не умисли лошо на другиот, помогни кога можеш. И тоа се некои патокази на Така. живење. Спорт. Тренинг тој ден, тренинг тој ден, тренинг тој ден, во толку и толку саат, такмица, припрема. Кажа заедница, иделе цело село. Тим. Така, тим. Може би помала заедница. Зошто кросфит е добар толку? Што имах заедница. Што ја утре да ми текне некоја глупост, буп у сала 100 луѓе има у секое време. У главата. Тој. Идеме, правиме да, има и овој. Готово. Тука се. Ме разбираш? Заедницата е тука. Структурата е тука. Се вежба, има еден главен тренерот. Да. Што ти кажува, да. вака ќе се загреваш, вака се дига правилно. Тој бил, да речеме, попот у црквата што проповеда, што ги некој насок им давал за живот. Ова е малце друга паралела, али ете го на крајот на денот се поврзува на спорт како религија. И не волку детално, ама и моето ново зошто, нели? Инспирација Да. за позитивна промена Да. преку физички предизвици кај други луѓе. Ја исполнуваш, може би не комплетно, дупката што не смееме да ја игнорираме дека постои и порано ја исполнувала религија. Ја пак ја повторам, религија не е единственото нешто што ја пополнувало таа дупка. И во текот на историјата постоеле и други пракси. И многу, милион пати ќе повторам, дека по секоја цена сакам да го избегнам поистоветувањето. Секој пат кога ќе кажам религија,
да се поистоветува тоа со една црква, од. со православност, со католицизам. Не. Ја кога кажам религија како збор постои илјадници години пред христијанство. И будизам е еден вид религија. Религија не мора да биде теистичка религија, не мора да има Еден голем Господ горе што ентити се некое битие што те суди или добро или нешто. лошо. За некој музика е религија, за некој спорт е религија. Буквално мислам на таа екологија на пракси, тоа колекција на ритуали и некои норми кај што оделе луѓето за мудрост, за тие ствари што ги набра. И окей, пак не викам дека спорт комплетно ја пополнува истата функција, ама еве претпостави свет во кој што не постои, а by the way, кажи речи денешниот свет, бар моето секојдневие не постои, ја не гледам за жал. Јас Каков тип на спорт не гледаш? Не гледам присутност на религија. Аха, на религија. На религија, на луѓе Да. посветени на посветување на време и фокус и внимание на третото и четвртото ниво на вид на знаење. Оти тоа не се стекнува у канцеларија, не се стекнува у книга. Че мора да искусуваш директно, мора да воспоставуваш конекции вистински и мора да ги подразбираш перспективите на постоењето и тоа се правело преку религија, денес го нема. И тоа сакав да кажам, замисли дека го нема и е прилично лесно да замислиш дека го нема, затоа што практично и го За нема некој веќе. време, да. Ама еве го спортот. Јас сум апсолутно мртов сериозен, тврдам дека огромен дел од истите ствари ги попунува. Ама мора да е цел живот пракса. Од ја ова не го сметав и размислував ни пред една година, а камоли 10. И мислам дека мора да се поминат сите, не можеш да рипнеш одма тука. Сите чекори, сите скали. Мора да го поминеш ај за здравје. Мора да го поминеш ај за навика. Ај за спремање за Да, ај нешто. за спремање, ај за тешко. Мислам дека мора да ги поминеш тие ствари. Ај да го осетам кога ми е убаво, кога милиони Па сите се. мудри Да, мислам дека мислители, мора да што ги биле млади или поминеш. стари. Стари искусни биле луѓе. Да, успех, неуспех, Свет мора да видиш. да ти се тренира, да не ти се тренира, да кризираш, да Зашто психологија е професија на постарите луѓе. И постарите луѓе се успешни во психологијата како и психолог. филозофија И и филозофија. да. Кој млад 20 годишен психолог 25 жити да, се да. идеш ти на 45 кај него. Не дај Боже се десило Да. некоја трагедија. Како ќе те разбере? Од кај ќе влече, од каде? Затоа нема тренер млад. Нема. 45, 50 за психолози зборам, че мора на животно искуство да го имаш, мудреци мора животно искуство, Да. ќе се сопнеш тамо, не оди. Или Да. што кажа сенат, седни, врзи ги патики. Да. Те толку проста работа, ама ти мора да си глуп да се сопнеш да сгрешиш. Тоа е искуството и затоа мора да си и Да. што викаш ти годинава ми ти текно. Години, мислам дека се години и искуство да, и не, ја проаѓање не верувам низ дека пат. е случајност. Морала се дојде и затоа пак уште еднаш благодарност за разбирањето на сите што нас слушате, што и трпението да сепак да религија не- на спорт ќе се вика епизода. да не да не следите у моево во живо обидување да ставам некои мисли во некој си тек, затоа што доаѓам до конкретен одговор на прашањето зошто тренираме. За мене тоа сега, спомнав преска дека тоа некое учество во делото што се вика спорт, што е вон мене и што сакам да постои за секогаш, ама уште едно ниво подлабоко, ама зошто па тоа? Ако некој сака да ме праша од ја и на тоа најдов одговор. Зошто па тоа е толку важно?
Сваќаш што ти некој можеби со право ќе ме праша, најде значење дека си учесник у спорт, сваќаш. Зошто по тоа? Еве зошто. Затоа што сметам дека пополнува Солиден дел од човечка дупката. потреба што е потврдена од многу попаметни луѓе од мене, епохи и епохи низ историјата, таа потреба на човекот постои, не смееме да ја игнорираме. Спорт е еден начин на кој што се пополнува, на кој што се наоѓа значение во животот. Не што е значење на животот. Тоа е префилозофско, тоа можеби е невозможно да се одговори. Значење во животот е друго прашање. И религија, како таа колекција на пракси, за мене тоа го одговара. Или помага, или дава рамка во која што ако учествуваш, ќе си го створиш значењето. За тоа ми е толку важно што учествувам во спорт, затоа што е на ниво на религија. Тоа е името на епизодот. Тоа ли ќе биде? Тука може да заврши. Дали тебе колку толку ти имаше смисла, ти кликна овие моиве Да бе. неколку различни насоки на мислење? Имаше? Оти јас сека така се прашувам, Дали на другите има смисла? имам страв да не, кога пробувам да ставам во зборови мисли што ми се у главата, да не губат концизност. Оти у мојата глава се е кликнато. Знам. Ја немам Ти го ништо сваќаш. нејасно. Ама ми делуваш дека ја виде зошто религија. Зошто е религија за спорт? Така. Дека е и дали ќе ти се повтори да го кажеш споредна работа. Спорт веќе не е споредна работа. Види, една од работите што ме нервираше у короната беше како фитнесот е non-essential бизнис. Или се затвараа неесенцијалните бизнис. Да. Спортот, вежбањето, физичката активност не е луксус. Тоа е потреба. Да. Есенцијална потреба. Ко ти не можеш утре да станеш од креветот или да седнеш на шолја, основни физиолошки потреби да испунеш, кој што одење у веце, Да. како не е тогаш потреба? Како е тоа луксус? Да. Една од многуте работи што ме нервираше беше тоа. Дека спортот и фитнесот беа као дел од луксус таен. И затоа јас никад нема споредна, мислев споредна на фудбал, луѓе што гледаат и пратат тимови. Али као директен учесник не е споредна, тој секој дневен составен дел од мојот живот не е спореден. Да. Тој главен дел од мојот живот кој ќе размислиш. Што од аспект на вежбање што е кратко, али е корисно, што од као јас сум оној the профет како и да се вика. И јас сепак си оставив проповедам. една конкретна мисла како порака за крај, ама ми беше под знак прашалник, затоа што не знаев дали ќе успеам да доам до неа на И дојде ли? концизен начин, ама мислам дека доов и сега ќе пробам да ја дам. Како порака, by the way, јас сум бил многу атеистички настроен голем дел од мојот живот. Не дека сум станат религиозен човек сега, иако во контекстот кој што сега го објаснив концептот религија и спорт можеби и станувам религиозен, ама сакам да кажам дека сум свесен дека бев атеистички настроен заради денешното време и живење што дава преголем фокус на првите две видови на знаење. Иако попатно ја цел живот сум бил свесен и сум ги практикувал другите видови на знаење, ја цел живот имам осеќано недоволно објаснети некои ствари и исто сум потпаднал под предрасудата да одма поистоветувам религија со црква и тоа ми изгледало бесмислено. Затоа што има дел од праксите, ама
пак не, затоа што ја прави праксата, ако ја прави, да, го повлекувам зборот. Во тие млади години ми биле безсмислени, сум гледал како се подсмев Види овие будали што. и сметам дека тоа било тотално погрешно од моја страна. Сега веќе тотално прифаќам дека не смееме така се однесуваме. Тоа е нешто што е неопходно во животите на многу луѓе, затоа што ја пополнува оваа потреба. И за сите други луѓе кои што сте можеби во слична фаза на животот, религија како црква не ви резонира баш. И се прашувате и барате, не се осеќате изгубени, ама се осеќате дека трагате. И тоа е убава работа. Да се стремиш кон се повеќе и повеќе спознавање. Ја така се осеќам, ја не се осеќам изгубен, ама сакам да продолжам да трагам у смисла на се повеќе да спознавам. За сите тие што сте таму, во таа фаза, пораката е посветете време на овој концепт што пробав да го срочам денес, а тоа е дека и спорт, доколку се посвети на начинот на кој што зборевме, може да ја пополни таа дупка што може би ја имате. И зошто е тоа важно? Затоа што колку и да ве води инерцијата на живењето на секојдневието, работа, фамилија, хоби, нов ден, одмор, нова година, лето, нов ден, нова година, може би одложуваш, може би не ти делува како нешто што вреди да се замараш сега. Мислам дека нема човек, нема живот, нема личност што нема да дојде во момент во својот живот кога ќе дојде соочен до оваа мисла. Каде е значењето во мојот живот? Нека не е прекасно. Да не е прекасно тогаш кога ќе ви текне да се соочите се денес. И спорт е една од платформите на кои што може да го правите тоа. Епизодата ќе се вика религија на спорт. Дефинитивно. Поздрав, чао. Чао. Лайф како.